Младите се соочуваат со голем број на проблеми, како што е, например, младинската невработеност, пропустите во образовниот систем и самиот нивен животен стандард. Од тука се јавува прашањето дали границата за гласање треба да биде поместена на 16 години. Првиот аргумент за ова е дека со самото интегрирање на младите во политичкиот систем, политичките партии ќе бидат поттикнати да стават фокус на решавање на младинските проблеми, кои што моментално многу често се запоставени и игнорирани од простата причина што младите не се дел од гласачкото тело и фокусот се става на проблемите на повозрастните граѓани. Младите од 16 години веќе имаат развиено критичко размислување, веќе подолг период се интегрирани во општеството и можат да размислуваат за што е подобро за нив самите, а со самото тој да носат правилни одлуки за тоа што ќе им биде дозволено да гласаат. Вториот аргумент што ја поддржува оваа теза е дека со намалување на границата на гласање на 16 години, уште од млади нозе ќе се поттикне интегрирање на младите во општеството. Огромен проблем не само кај младите е апатијата, малата излазност на гласање, менталитетот јас не се замарам со политика што мора да се смени. Вистинскиот начин на решавање на овој проблем е поттикнување на младите уште од 16 години да размислуваат, критички да ги анализираат сите опции пред да излезат на гласање, да се воспостави оваа навика кај нив која понатаму ќе продолжи да тлее низ нивниот живот и ќе постигне способно гласачко тело и граѓани кои што се свесни за своите граѓански права, но и граѓански должности како што е гласањето. И покрај тоа што интеграција на младите во политичкиот систем од 16 години звучи примамливо, сепак треба да го погледнеме фактот дека и покрај тие што можат да бидат информирани, го немаат искуството доволно за да решаваат проблеми кои што ги засегаат возрастните. Па така доаѓам до мојот прв аргумент кој што значи дека младите во парламентот можат да бидат многу лесно изманипулирани. Младите знаат како да ги решат своите проблеми, информирани се, ги засега и знаат да најдат алтернативи. Меѓутоа нешто што не можат да го направат затоа што немаат такво искуство е да дојдат до решение за проблемите кои што ги засегаат повозрастните. Примери за ова може да бидат социјална заштита, здравствена помош, правда во државата како и заштита на државата што воопшто не е блиско до младите. Па така стигаме до фактот дека поради искуството на повозрастните, тие може да бидат лесно изманипулирани за кога ќе отидат да гласаат, за кого да гласаат, за што да гласаат и која страна да ја заземат. Ова ќе предизвика младите да бидат гледани само како политички објект и на некој начин нема воопшто да се исполни нивниот потенцијал што го имаат како млади, да имаат глас и да постигнат нешто во општеството. Мојот втор аргумент е дека младите се многу повлијателни на начинот на кој што веќе делуваат во општеството. Во последно време сите ги имаме гледано еколошките протести, протестите за правда во државата, младинските пленуми кои што имаат многу поголемо влијание врз моменталната власт, отколку што би имале доколку младите излегуваат да гласаат. Кога се собере една моќна група на млади, која што е многу комплицирано да се договори и излегува на некаков протест, тоа значи дека ја таргетира власта. И власта, кога ја поставено некое прашање, мора да го адресира. Младите знаат што сакат, знаат што барат, знаат како да го решат проблемот и власта е задолжена на некој начин да проба да им помогне на младите да дојдат до некакво решение. Ова на некој начин е многу повлијателно отколку тие да бидат изманипулирани во одлуката за кого ќе гласаат, затоа што на овој начин се еднакви, сите излегуваат заедно и знаат за што се борат.